Почитувани граѓани и граѓанки. Денес имаме причина да се гордееме. Законот за нефер трговски практики, кој беше подготвен од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, е донесен на 13 март 2024 година, денеска стапува на сила. Овој закон не е празна декларација. Тоа е конкретна мерка која ќе го заштити буџетот на граѓаните и ќе го намали самоволието на трговците и добавувачите. За прв пат создадовме системско решение со кое ќе ставиме крај на манипулациите со цените. Од денес ќе важат јасни правила и се става ред во односите меѓу трговците и добавувачите со прехранбените производи. Законот нема да ги наруши добавувачките ланци и нема да предизвика хаос на пазарот. Дадовме системски одговор на сите манипулации со кои беа оптоварувани граѓаните, а со тоа и нивниот животен стандард. Со овој закон се регулираат 26 нефер трговски практики, со кои над 2500 земјоделски и прехранбени производи ќе имаат ограничени маржи од 10%, а намалени цени очекувано од 20 до 30%. Тоа значи дека нема да има простор за неосновано покачување на цените и создавање на дополнителни трошоци кои директно ги погодуваат семејните буџети. Граѓаните конечно ќе почувствуваат системска заштита од покачување на цените. Придобивките се јасни. Поквалитетни и поевтини производи на пазарот, транспарентни деловни практики и крај на ситуацијата во која потрошувачите се принудени да плаќаат повисоки цени поради нечесни договори и шпекулации. Овој закон кој го подготви СДСМ е на страна на граѓаните. Денес сакам да упатам јасен повик до сите трговци и добавувачи. Почитувајте го законот за нефер трговски практики. Почитувајте ги правилата и водете се од принципите на честност и транспарентност. Овој закон е за доброто на сите нас, и трговци, и производители, и граѓани. Ги повикувам и надлежните институции да преземат проактивна улога и да го спроведат овој закон со максимална контрола и посветеност. Само на тој начин ќе го постигнеме она што го посакуваме. Стабилни цени и заштита на економската сигурност на секој еден граѓанин. Наспроти ваквиот системски пристап, актуелната влада предводена од ВМРО ДПМН продолжува да донесува привремени и половични мерки кои не даваат резултати. Ограничувањето на маржите за само 73 производи кои го наметнаа не ги намали цените и не донесе олеснување за граѓаните. Тоа е доказ дека тие немаат вистински план за справување со економските предизвици. За разлика од нив, ние со овој закон создаваме годишен потрошувачки кош, кој ги опфаќа сите основни производи, наместо сезонски кошнички, кои не можат да го решат проблемот на неоправданиот раст на цените. СДСМ со овој закон понуди вистинско и трајно решение за стабилни цени и заштита на животниот стандард. Ова е само уште еден пример на како политиките на СДСМ се насочени кон вистинските интереси на граѓаните, за разлика од власта која импровизира и создава простор за нови ценовни шокови во секоја следна сезона. Благодарам.